Печатот од периодот на народно-ослободителната борба ги има своите корени и традиции во напредниот печат од периодот помеѓу двете светски војни. Во големиот борбен арсенал, Комунистичката партија на Југославија, печатот го користеше како едно од најубоитите оружја. Комунистичкиот печат ги организираше масите на разни акции, мобилизираше, повикуваше на борба. Окупацијата, партијата и народот ги стави пред нови задачи. Таа бараше преорганизирање на целокупната работа на нов начин. И не е чудо што на востанието на македонскиот народ му претходеа весниците, главно органи на партиските раководства во градовите. Наспроти печатот на окупаторот и нивните лаги, партиските организации во текот на целиот период од народно-ослободителната борба, преку своите органи ги откриваа лагите и вистинското лице на окупаторот, укажувајќи му го на народот уште во 1941 година патот по кој треба да оди, патот на борба, бунт и востание, како единствен начин за остварувањето на вековните идеали на македонскиот народ, неговата слобода. Илегални техники и печатници кои постојаа за време на народно-ослободителната војна во Македонија е партизанската печатница Гоце Делчев, која во ова време наполнува 25 години од незиното формирање. Таа е формирана во село Битуше, кој во текот на народно-ослободителната војна одигра мощна, крупна историска улога, бидејќи во неа беа печатени најзначајните материјали кои беа издадени во текот на народно-ослободителната војна. Иницијатор за формирање на партизанската печатница Гоце Делчев е првоборецот и организатор на востанието на тој крај Мино Миновски. Бидејќи јас бев печатарски работник, кој работав преди вклучувањето во партизани во една од скопските печатници, овозможи да ја формираме и ова партизанска печатница. Интересатен е историјатот на ова партизанска печатница. Во една тишлевска работилница во селото Битуше успеавме со после подолги напори да направиме една дрвена преса за печатење. Исто така, во селото изработавме и други потребни делови кои беа неопходни за да може да се печатат. Исто така интересатен е случајот и со словата. Уште во 1940 година јас учествував во работата на покраинската печатница на КПУ за Македонија и во тој период, бидејќи работа во печатницата, остана поголема количина на слова, за да се сочуваат тие слова, ги бев испратил во селото Битуше. При формирањето на ова партизанска печатница добро ни послужие овие слова. Со боја и печатарска хартија се снабдивме од Тетово. Кога беше се готово, печатницата ја сместивме во куќата на Трајче Стефановски и каде отпочнавме со печатење. Голема радост беше кога ги отпечативме првите материјали, не само за нас кои што работавме во печатницата, туку и за областниот комитет, а и за целата партиска организација во Македонија. Печатницата во село Битуше остана до почетокот на мај во 1943 година. Потоа, по директива на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, печатницата беше преселена во шумите на Лопушник. Покрај многобројните материјали кои беа отпечатени во Лопушник, беше и отпечатена збирката на македонски народно-ослободителни песни во редакција на Кочо Рацин.
Колку ми е познато, Велешкиот партиски орган Народен билтен е еден од првите или прв орган што почна да излегува веднаш по окупацијата на Македонија. Тоа е и разбирливо и логично за една силна и здрава организација, каква што беше Велешката, која одгледуваше и традиции во оваа смисла. Се сеќавам дека Велешката партска организација уште во стара Југославија правеше обид и за организирање на поголема печатница, помодерна. Веднаш беше формирана и редакција во која покрај мене беше и Рацин и неколку други другари, главно студенти. Тоа беше, мислам, веднаш по нападот на Германија на Советскиот сојуз. Условите за работа беа многу тешки, но благодарение на опитноста на Рацина, сите тешкоти беа совладувани и билтенот излегуваше точно на време и редовно през целиот период во течение од повеќе од една година. Претходно беше подготвена и техника. Таа беше сместена најнапред во Рацина во куќата и се состоеше главно од радиоапарат, гештетнер, хартија, машина писаќа и друго што требеше. Од куќата на Рацина, техниката за печатење беше пренесена во станот на Чичко Јована Митрев, што се наоѓаше на долниот крај на градот. Според проектот, овде требаше да се изгради печатница од поголем капацитет, но во декември 1942 година таа беше откриена, а во неа фатени од полицијата Мирче и Страшо. Речиси во истиот период и кумановските комунисти покренуваат свој орган под името Дедо Иван, а подосна и Октобрис. Техниката за нивното издавање беше сместена во куќата на Дане Цеков, а подосна и ке Вера Которка и Бранко Димовски. Во Штип, сите работи околу издавањето на органот на областниот комитет за Источна Македонија Народен глас се вршеа во куќата на Фируз Назим. Во издавањето на овој весник учествуваа и Ванчо Прке, Тошо Арсов и Вера Цева. Ова е спомен плочата на куќата на Илија Беличенец во Прилеп, во која прилепската организација го издаваше својот орган Народен глас. Некаде на почетокот 1942 година до тогашниот информативен весник, радиовесник и по одлука на тогавашниот местни, односно околиски комитет на Комунистичката партија на Македонија, со оглед и на задачите што стоја и пред Народно-ослободителното движение, прерасна во информативен весник Народен глас. Покрај тоа што весникот Народен глас даваше вести за разни настани и за успеси и на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди во Македонија и во Југославија, даваше и разни написи. Се даваа оцени за политичката ситуација општо, за политичката ситуација на фронтовите во СССР, во Македонија и во цела Југославија. Народен глас се руководеше директно од местниот комитет, односно од секретарите. Во прво време руководеше секретарот на местниот комитет Прилеп Борко Темелковски Лилјак, потоа Благојат Алевски Иван, а пред свршетокот Круме Волнаровски и Кире Гавриловски. Излегуваше во 200 и до 500 примероци. Од една анкета што е вршена во 42 година, еден број е читан од 52 граѓани.
веснико не се провали с оглед на одличната организација што постоеше. Така да редакцијата, тоест написите што се пишуваа се припремаа на едно место под шифра број 1, а додека печатењето на матрици во прво време, а потоа и на преса се вршеа во друго место под шифра број 2 и кај Пара и Милан Петрески, а додека умножувањето во поголем тираж се вршеше кај мене дома. Може што не се провали, има голема заслуга и мајка ми со оглед да непосредната врска што се вршеше, тоест се растураше весникот, го вршеше таја, а додека јас ове одржава врска само со другарите од месниот комитет. Весникот Народен глас не само што служеше и за информирање, него изигра и една улога. За прв пат во нашиот град и околината Прилеп се пишуваше на македонски јазик, а не како што бугарите сака да докажа да Македонија е еден дел, тоест еден драг камен во дотогашната корона, бугарска на целокупна Българија. Со оглед на улогата што изигра весникот Народен глас, после ослободувањето, тоест од 61 до 65, општинскиот Сојуз на борци заедно со општинското собрание издаде 4 јубиларни броја, а почнувајќи од 1965 година е веќе информативен постојан весник на општината во Прилеп под истиот назив Народен глас. Месниот комитет на Комунистичката партија во Битола, наоѓајќи се на чело на патриотското и антифашистичкото движење, постојано се грижеше преку пишаниот збор да се влијае за натамошно раздвижување на населението во борбата против окупаторот. Кон крајот на 1941 година отпочна излегување на билтен кој периодично, а најчесто во деновите кога беше пазар во градот, заради полесното растурање сред селаните што масовно доаѓаја во градот, третираше одделни прашања од животот во градот и селата. Колку што се сеќавам, до месец април 1942 година излегоа околу 15 броеви од овој билтен. Над неговото редовно излегување постојано бдееше неуморниот Стив Наумов. Еве, например, што содржеа неколку карактеристични броеви на билтенот. Во број 9 од јануари 1942 година уводникот беше посветен на 18-тата годишнина од смртта на Ленина, а потоа беа дадени написи на следниве теми: за положбата на селото, за теророт на бугарските повелачи со две конкретни цртички, едната со наслов "Полициски агент мава еден селанин среде во градот", а другата со наслов "Ке печеме леб со слама". Потоа беше коментар на тема "Македонските чорбаджии за фашизмот" и на крајот беше постојаната рубрика на билтенот "Преглед на вести". Во број 10 најнапред е отпечатена конференцијата за печат на Лозовски во Москва, а потоа се дадени два коментара. Едниот кога и како ќе го откупат тутунот и вториот нешто за стопанската политика на бугарското правителство. Билтенот на Битолскиот местен комитет беше периодичен весник. Навистина тој делуваше скромно со невешто куцаните на машина и умножувани на циклостил страници. Но тој делуваше страшно за окупаторите. Тој беше во посебни пакетчиња, растуран од членовите на скојот и носен во зимбили или пазуви низ градските куќи
или по селата. Во условите кога окупаторот имаше забрането и оневозможено секакво слушање на радиостаници, освен на неговите, а неговиот печат беше полн со лаги, билтенот на местниот комитет во Битола им беше драгоцен на сите патриоти. Затоа и првата акција на бугарската полиција во Битола во април 1942 година беше ликвидирање на техниката за да се оневозможи излегувањето на билтенот и на другите материјали. Подоцна, пак со заздравувањето на битолската партиска организација, се отпочна со издавање на летоци и други материјали. Во текот на 1944 година во Битола постојано се издава билтен за состојбата на фронтовите. Конечно, издадени се и 2 броја од посебен лист на Битолската област под наслов Народен глас. Уводникот на првиот број под наслов Нашиот пат го напиша Благој Талевски Иван, тогашен секретар на областниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, а коментар за улогата на Скојот и Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија во Битолската област дадов јас тогаш како секретар на областниот комитет на Скојот за Битолската област. Во Тетово, еден по друг излегуваа весниците Народен весник, Братство и Востаник. Првоборецот Драган Спировски, во чија куќа беше сместена техниката и се издава весниците, се исполнува за некои моменти. Во тоа време секако представуваше проблем и тешкоќи, било тоа со снабдевање на материјали, било тоа со сместување на шапилограф и на други потреби. Поради конспиративноста на една ваква организација, за која во тоа време сметавме дека треба најповеќе да се посвети пажња на тоа да не дојде до провала, односно окупаторот да разбере каде се наоѓаат тие машини, мораше да се организира практично на 3 места изработувањето на овие материјали. Така да на едно место се печатеа на шапилограф, на второ место се печатеше на машина, односно се куцаа матрици, а на трето место се пишуваа тие материјали. Поради конспиративност, партиската организација одеше до таа мера да само еден човек од партискиот комитет биде запознат каде се овие односно шапилограф, машина и друго наоѓа и само оној кој што работи на тие материјали. Тешкоќите продолжуваа и со тоа што не можеше така лесно да се дојде до материјали, било тоа за бои, било тоа за матрици, било тоа за хартија. Бевме принудени да хартија практично се снабдеваме од бакалници кои што продаваат алва и на таква хартија да се печата. Од печатницата момчиња кои беа кандидати из Коевци, преку нив се организираше взимање на боја, по некој пати хартија. При ова треба да се напомене дека во тоа време, при една таква масовна организација, да речем, испаѓање на билтен, весник и други марксистички материјали, најголема улога има другарот Крсте Црвенковски, кој уствари работеше на пишување на разни прогласи, чланци и така натаму, а Тодор Циповски Мерџан беше ангажиран за вадење на шапилограф на овие материјали. Така да се постигнуваше да 2 пати неделно по 2 џака материјали се испраќаат до Гостивар, од каде се растураат на другите терени или во Западна Македонија. Во оваа време се превзедоа и такви мерки да се прибираат букви и други материјали за приготвување и организирање на поорганизирана печатница во Западна Македонија.
така да организирањето продолжи со прибирање на слова од печатницата од Тетово, од Скопје и други материјали, и истите беа пребацувани на терените од Ростушко, Дебарско, Галичко, и потоа се организира печатница која покасно стана печатница при главниот штаб на Македонија во Западна Македонија. Во септември месец 1944 година, по доаѓањето на другарот Лилјак во 7-та бригада, каде јас бев испратена во селото Горно Врановци, каде се наоѓаше антифашистичкиот фронт на жените, главниот одбор. Одборот беше сместен во една зграда на спрат и таму се одржува состониците на одборот, а на еден од состониците беше решено да се формира, поправо да се пристапи кон издавање на едно списание за жени од Македонија, како еден вид орган на антифашистичкиот фронт на жените од Македонија. Беше формиран редакцијски одбор во кој влегов и јас. На состаноците кои ги водеше другарката Малинска, Залинка, како одговорен уредник, се дискутираше за карактерот на списанието, за темите и проблемите што требаше да се третираат во тоа списание и за техничката страна на списанието. Првиот број на Македонка беше разделен, требаше да го напишат членовите на тој редакцијски одбор, бидејќи во моментот немавме други дописници. Излегувањето на првиот број на Македонка не е случајно. Тоа списание е сврзано со низа акции и активности на жените и женската младина во минатото. Уште од бивша Југославија се сеќавам како студенти во Белград, во младинската секција на женскиот покрет, не собра Митра Митровиќ и бараше од нас да се спуштиме во своите краишта од каде сме дојдени на студии во Белград и да работиме на прибирањето на материјали за излегувањето на списанието Жена данас. За време на народно-ослободителната борба, печатот не можеше да биде ни легален, ни полулегален. Меѓутоа, во Битола, во женската задруга, ние долго време издававме зидни весници, каде што доста голем број на млади жени и младинки пишуваа статии и се трудеа да на македонски јазик напишат оноа што го чувствуваат и оноа што се случува околу нив. Јас отидов во Горно Врановци тогаш кога требаше да се дособерат материјалите за Македонка и кога требаше да се печати во партизанската печатница самиот лист. Поголемиот дел од материјалот беше сложен во Горно Врановци, а конечното отпечатување на листот стана во Битола. Радоста со излегувањето на првиот број на Македонка беше преголема како за граѓаните, особено за жените и младината во Битола, така и за целото население на ослободената територија. Оште преди војната, Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Македонија со помошта на Темпо беше организирана печатница, тоест набавена машина линотипка. Кога мислевме одма после окупацијата да се наполно искористи тој капацитет на таа машина, при пренесување од еден стан во друг, падна во полицијата трупот, тоест осовината, да наполно беше онеспособена, што моравме останалиот дел од машината да ја сокриеме
за потребни времиња во едно теќе во местноста кај Стара Бања. Тоест некој дервишко теќе се викаше. Мораше да се приступи кон наоѓање на други технички средства за да се почне со печатење на пропаганден материјал. Илегалната печатница на Покраински комитет, се сеќавам, беше сместена во куќата на Гиго Михајловски, кој живееше во Турска чаршија. Кога почнав да добијам известни задаци за работата на техниката, бев во постојана врска со другарот Мирче Ацев, од кого добијав задачи за набавка на материјали, било случај да и заедно печатиме на прогласи, летци и слично. Немалав проблем се постави пред нас набавка на пропаганден материјал. У почетокот бевме ангажирани неколку другари. Подоцна се створи приличен број, се ангажира и се прошири мрежата за набавување на хартија, матрици, боја, мастило. Од голем број на тој материјал се снабдувавме од книжарницата на Лазар Танев, кој беше поврзан со движењето. Пресата на која работевме беше едноставна, проста, изискуваше огромни напори, jer беше мал капацитетот, да така често пати гладни, со дни неодморени, ненаспани, со дрвената рачка која се притискаше на материјалот, често пати се разранјаваа раците, али задатокот кој престоеше пред нас и мисалта да летакот кој ќе го прочита секој работник или селјанец, интелектуалец, ќе донесе се повише приврженици кон движењето и да секој тој прочитан летак ќе допре до најзастоното катче на нашата територија. Во осеќавање ми еден разговор со другарот Мирче Ацев околу набавка на пропагандниот материјал. Мирче знаеше да каже да набавиш толку хартија и утре у 9 сат материјалот да биде готов. Покушав преку везите кои што ми беа познати, меѓутим не успеав да набавим хартија. Појдов и го информирав да ситуацијата е таква да не ќе можеме да го извршиме задатокот. Мирче викаше не може, него само може. Наново правив напори за да се набави материјал и да се исполни задатокот, меѓутим преку врската разбрав да Мирче знае една врска кај што има материјал. И појдов, му викам, зашто не ми кажуваш кога веќе знаеш ти да може да се набави материјал и гледаш колку се измачив во тражењето, а он одговори, вика, требе да бидеме што поснодливи, да ги прошируваме врските и тоа беше императив. Така успевавме да ги на време извршуваме задачите, да го прошируваме печатот. Во сеќавање ми е да и сега каде овде се наоѓаме во печатницата Гоце Делчев, уште окупаторот не беше истеран од нашата земја, веќе нашите другари почнаа да печата потребен материјал за повик на населението, прогласи, летци се издаваја, да така одма со ослободување на нашата земја првиот наш лист Нова Македонија испадна од ова печатница. Slavno zname, žali će li zvanome, bratski